Јавното претпријатие Солидарност новата 2020 година ја стартуваше со нов директор, Александар Трајков, кој во изминатите 4 месеци ја извршуваше функцијата вршител на должноста по оставката на неговиот претходник Игорчо Христов. Со оглед на фактот дека веќе 4 месеци е начело на комуналното, Трајков денеска зборуваше и го оцени работењето во 2019 година. 2019 ќе ја оцениме како релативно успешна година. Ако на полугодието ја завршивме со загуба од околу скоро 2 милиона, односно 1.900.000 денари, и ако не ни се следени бројките на крајот годината, јас се надевам и сум сигурен дека ќе ја завршиме со одредена добивка 2019. 2019 ќе ја паметиме по тоа што во јавното претпријатие се набавија и нови 3 машини, односно механизација, и тоа голем ровокопач ЈЦВ, мал ровокопач Хитачи и мало возило за собирање смет Фијат Добло. Тоа може да го оцениме како успешна година во тој дел, затоа што вака набавување на механизација не се памети во последните 15-20 години во комуналното, во една година да се набават 3 машини. Во однос на финансиската состојба на јавното претпријатие, може да констатираме дека финансиската состојба во претпријатието е во незавидна положба, односно од моето назначување како ВД во јавното претпријатие. Согледавме дека јавното претпријатие има долгови од околу скоро 16 милиони денари на правните лица во Република Македонија и околу 5,5 милиона долгови према државни институции, односно буџетски корисници. Александар Трајков е оптимист и очекува дека и во 2020 година претпријатието ќе искаже добивка, бидејќи во изминатите години е зголемена наплатата на побарувањата и се рационализирани голем број издатоци во повеќе сегменти од работењето. Приоритет за јавното претпријатие во 2020 година ќе биде секако континуирано подобрување на услугите што ги испорачуваме према граѓаните, континуирано борење на пазарот, односно на нудење на подобри и поквалитетни услуги и континуирано инвестирање во јавното претпријатие. Една од главните задачи ќе ни биде подобрување на финансиската состојба на претпријатието. Единствена можност за подобрување на финансиската состојба на претпријатието е барање на повеќе работа за претпријатието, односно активирање на градежната група со која располагаме и изголемување на наплатата. За 2020 година се предвидува претпријатието да се фокусира на значително подобрување на услугите на корисниците, како и инвестирање во посовремена опрема за јавното претпријатие, се со цел да се исполнат очекувањата на граѓаните.